Почитуван Иле Николов, собственик на Актива, почитуван Зоран Илиевски, менаџер во Актива, почитувани присутни. Ми представува навистина голема чест и задоволство кога сум во поседа на компании кои години наназад имаат традиција на работење, имаат скромни почетоци, но се развиваат во сериозни компании каде расте производството, вработените, а со тоа и самата продуктивност на компаниите. Таква компанија тука во Штипе и Актива, која е формирана во 1999 година, започнала со тројица инженери и 10 работници, а денес е угледна компанија со бројка од 580 вработени, меѓу кои се стручни кадри, инженери од областа на градежништвото, машинството и електротехниката. Актива е компанија која со домашен капитал се етаблира во металопреработувачката индустрија и градежната индустрија, а од 2014 година влегува во сегментот на автомобилската индустрија. Со вкупна инвестиција како домашна компанија од 2013 година во вредност од над 30 милиони евра во производство на капацитети и машини. Навистина е гордост да се биде присутен во ваква компанија. Незините собственици се скромни и вредни и тие велат дека ова е домашна компанија. Јас им реков дека ова е светска компанија, бидејќи кога ќе го видите производството внатре, целата машинска опрема од највисок софистициран квалитет и кога ќе видите дека во една наша компанија се произведуваат финални производи за пазарите од Јапонија до Соединетите Американски држави и Европа, кога на една компанија и дале доверба за неја да произведува производи гиганти како што е германски ThyssenKrupp, тогаш навистина тоа не е гордост само на собствениците, не е гордост само на Штип и штипњани, туку тоа е гордост на целата наша држава. И владата ги следи сите компании во нивниот раст и развој со сите расположиви механизми, го поддржуваме патот на нивниот успех. Компанијата е корисник на мерката од Законот за финансиска поддршка на инвестициите за 5-годишен инвестициски проект, започнат во 2018 година со вредност од 5 милиони евра, со кој преку проширување на производствените погони, набавка и интеграција на нова висока технологија се отвараат нови работни места. Навистина е позитивно кога во услови на најголема економска и енергетска криза компаниите растат, го зголемуваат бројот на вработените и го зголемуваат извозот од државата. Ние остануваме цврсто на нашата силна посветеност за економски развој на државата, за наша поддршка за нови работни места во приватниот сектор и за нови инвестиции. Поддршката на компаниите во реализирањето на нови инвестициски проекти и во заекнувањето на нивната конкурентност е наша определба, бидејќи на тој начин се засилува економскиот раст и развој, се зголемува бруто домашниот производ и крајно се подигнува животниот стандард на граѓаните. Оваа година се подпишани нови 277 договори за поддршка со компании кои влегуваат во инвестициски циклуси од околу 145 милиони евра и ќе креираат повеќе од 3700 работни места во наредните 5 години или до завршување на нивните договори. Само во 2021 година овие 277 компании инвестирале околу 50 милиони евра и креирале над 1500 нови работни места. Преку овој закон во изминатите 5 години, колку што се спроведува оваа мерка, склучени се договори за поддршка со 630 компании во државата. Владата креира на овој начин поволен деловен амбиент и ги поддржува еднакво како странските, така и домашните инвеститори. За нас се сите важни. Сите кои инвестираат, кои создаваат нова економска вредност и работни места. Целта е во оваа криза заеднички да ја пребродиме, да се отвораат подобро платени работни места, а компаниите да инвестираат, да се осовременуваат, да бидат конкурентни и пред се да бидат конкурентни на светскиот пазар. Нашите компании уште еднаш покажаа колку се агилни и во вакви тешки времиња инвестираат во подобрување на нивната конкурентност, нивните производи, воведуваат нови производни линии заради зголемена ефикасност и продуктивност. Продолжуваме фокусирано да работиме на економскиот развој за подобар животен стандард. Посакувам успешна работа на Актива. Им посакувам од срце на менеджментот на Актива сите нивни планови кои што ги имаат за развој на компанијата, за проширување на нивното производство, за проширување на линијата на производи, за проширување на клиентите кои што ги имаат да им се остварат. Им посакувам многу успех на сите нивни вработени, а на сите домашни компании кои што се наша национална гордост, сакам да им порачам дека не само што нивните вработени и нивните менаџери се горди на нив,
туку сите ние сме горди и затоа сакаме да дадеме најголема можна поддршка во нивниот раст, осовременување и развој. Ви благодарам.